Островот од соништата станува јав. Чувствувајќи дека Петар се враќа, не дојде ја повторно се буди. Би било поточно да употребиме одамна минато време, па да речеме била разбудена, но вака звучи подобро. А Петар секогаш велел така. Во негово отсуство на островот обично било мирно. Самовилите наутро спиеле еден час подолго. Дивите цверови се грижеле за своите млади. Црвенокоштите се прејадувале 6 дена и 6 ноќи. А кога изгубените деца ќе се сретнале со гусарите, едни на други само ќе го исплазале јазикот. Но кога ќе почувствувале дека Петар доаѓа, кој не поднесувал мртвило, сите ќе се раздвижеле. И кога сега би наслушнале суво на земја, би слушнале како целиот остров врие од живот. А таа вечер главните сили на островот биле распоредени на следниот начин. Изгубените деца тргнале во потрага по Петар, гусарите тргнале во потрага по децата, црвенокоштите тргнале во потрага по гусарите, а дивите зверови тргнале во потрага по црвенокоштите. И сите тие кружеле и кружеле по островот без да се сретнат, зашто сите кружеле со иста брзина. И сите, освен децата, биле жедни за крв, а по правило и тие ја посакувале, но таа ноќ отишле да го поздрават својот капетан. Бројот на децата на островот се разбира постојано се менувал, според тоа како кој ќе загинел, а кога децата ќе пораснеле, што било спротивно од правилата, Петар ќе ги прорачал. Во моментот биле 6, ако близнаците ги броиме како двајца. А сега да замислиме како лежиме меѓу шеќерната трска и како ги гледаме како незабележително се шуткаат наредени еден за друг, сите со раката на ножот. Петар им забранил да бидат облечени како него, па тие биле облечени во крзна од мечка што сами ја убили. Биле толку тркалезни и крзнени што ако паднале ќе почнале да се тркалаат. Затоа цврсто чекореле. Прв пред нас поминуваш трбавко, не најмалку храбар, но во таа јуначка дружина секако најнесреќен. Доживеал помалку авантури од сите други, зашто ако големите настани секогаш се случувале токму кога тој ќе се свртал за даголот. Се било тивко и кога тој ќе одлучил да го искористи моментот за да собере неколку суврки за оган, кога ќе се вратил, другите веќе ја бришеле крвта. Поради таа лоша среќа имал израз на постојана меланхолија, но тоа не го исполнувало со горчина, туку и ублажувало неговата природа, така што тој бил најскромен од сите деца. Кутриот смирен штрбавко, ноќва во воздухот и се заканува опасност. Внимавај, ако вечерва ти понудат авантура и ако ја прифатиш, може да те одведе во најголемата неволја. О, штрбавко, самовилата звончица која оваа ноќ е подготвена на се, на својот наум бара оружје, а верува дека од сите деца ти најлесно ќе наседнеш. Варди се од звончица. Камо среќа да можел да ја слушне, но ние всушност не сме на островот, а тој поминува гризејќи ги ноктите. Следниот е Веселко, весел и ведар. Следен е Свирко, кој сече свирчиња од дрвјата и восхитено танцува на сопствената свирка. Тој е најнесуетен од децата. Верува дека се сеќава на времето пред да биде изгубен. Со сите своји манери и обичаи, поради што носот му е во навредливо напрчена положба. Кадравиот е четврти. Тој е палавко и кога Петар остро ќе речел нека истапи оној кој што го сторил тоа, на таа команда тој автоматски ќе станал било да го сторил тоа или не. Последни се близнаците, што не можат да бидат опишани, зашто при тоа сигурно ќе го опишеме погрешниот. Петар всушност никогаш не сватил што се тоа близнаци, а бидејќи неговата дружина не смеела да знае нешто што тој не знаел, тие двајца секогаш за себе изговарале сосем неодредено, трудејќи се да остават што е подобар впечаток, држејќи се секогаш заедно. Не баре се извинуваат поради тоа. Децата исчезнуваат во темнината и по мала пауза, не многу долга, зашто работите на островот се случуваат брзо, па нивните траги доаѓаат гусарите. Ги слушаме уште пред да ги забележиме, зашто секогаш ги следи истата ужасна песна. Ох, морнари спремните едра, гусари сите на море, и ако ѓуле не раздели, на морското дно се гледаме долу. Пострашна дружина никогаш не стоела наредена ни под една веселка, а еве го убавиот италијанец Кеко, кој станал славен кога своето име со крв го напишал на грбот на гувернерот на затворот во Гао. Оди малку пред другите и постојано ја ведне главата на змија и не слушнува. Джиновскиот црнец сменил многу имиња, откако го отфрлил она со кое црните мајки се уште ги плашат своите деца на бреговите на Гуаџумо. Еве го и бил тетовираниот, тетовиран од глава до петици.
Овој бил прететовираниот, кој од Кременко на Морш добил 6 дузини пред да ја испушти вреќата со дукати. Како и Куксон, за кој велат дека е брат на црниот Марфи, што никогаш не било докажано. Тука е и господинот Старки, некогаш портир во приватно училиште, поради што и денес убива со трефринет стил. Пат Звездан, Морган Звездан, приот офицер Јурецот Сми, весел човек кој заклал многумина, така да кажеме без некој повод и единствен отпадник на англиската црква во екипажот на Кука, како и Нулер со рацете вешти во забивање нож во грб, и Роберт Малинс, и Алф Мейсон и многу други некаквеци кои веќе долго се познати и кои се страх и трепет на Карибите и пошироко. А меѓу нив, најцрн и најкрупен во таа црна дружина се наоѓа Џејмс Кука или како што и самиот се нарекува Џес. Кука, за кого вела дека единствениот човек кој се плаши и страшниот Кука. Тој лежи во тешка кочија што ја влечат и ја туркаат неговите луѓе, а наместо десна дланка има железна кука со која постојано ги поткинува да го забрзуваат чекорот. Тој страшен човек се однесува кон нив како со кучиња и така им се обраќа, а тие се послушни како пци. Тој е човек со необичен изглед, црномурен и со мртовечко блед тен, со долги темни кадрици што одблиску личат на црни свеќи и на убавото лице му даваат необично застрасувачки изглед. Со сини меланхолични очи, во боја на црвен заборавок, освен во часот кога некој ќе му ја забие својата кука. Тогаш во нив ќе се појавиле две црвени дамки со застрашувачки сјај. Во однесувањето имал зачувано нешто отмено, па дури и кога ги распитувал луѓето, тоа го правел со стил, а се зборува и дека умеел и многу убаво да раскажува. Никогаш не бил толку злобен како во миговите кога бил најљубезен, што е можеби и најсигурниот доказ за неговата сина крв, а елеганцијата во неговото изразување, дури и кога пцуел, па и отменоста на неговото однесување биле доказ дека има поразлично потекло од неговиот екипаж. Човек со нескротлива храброст, а велат дека се плашал само од погледот на собствената крв, и со необична боја. Во облекувањето до некаде имитирал облеката поврзана со името Чарлс Тори, зашто во некој поранешен период од својата кариера слушнал дека го има изгледот на малерозните стојарти. Во устата имал чибук, изработен според собствен нацрт, со кој можел одеднаш да испуши по 2 цигари. Несомнено, најстрашно од се била неговата железна шепа. А сега да убиеме еден гусар за да видиме како го прави тоа Кука. Да речеме Звездан. Додека тие минуваат, Звездан несмесно се втурна во него и му ја вали јакната од тантелата. Куќата мавнува. Се слуша звук на парирање и крик. Па трупот го клоцаат настрана и гусарите си го продолжуваат падот. При тоа тој не ги вади цигарите од уста. Таков е тој страшен човек на кој му се спротивставуваат Петар Пан. Кој ќе победи? Потрагата на гусарите бешумно кришум, движејќи се по војната патека, невидли со неискусни очи, доаѓаат црвенокоштите со ширум жарени очи, вооружени со тромавки и со ножеви, со голи сјајни тела, намачкани со боја и со масло. Околу половината имаат нанижени скалпови, не само од гусари, туку и од деца. Тоа се црвенокошти од племето Пикини, кои не смееле да бидат заменети со добродушните далевари или со хуроните. На чело од поворката на сите 4 е големиот силен мал пантер, јунак со толку многу скалпови што во сегашната положба малку му пречат водот. Најнакрај, најопасната позиција ја чува тигрицата Лели. Горда и исправена, принцеза по крв, таа е најубавата помеѓу темните дијани и убавица во племето Пиканини. Повремено кокетна, ладна и полна со љубовен жар. Нема јунак кој не би ја посакал за жена. Таа нескротливо суштество, но таа својот пат кон олтарот го препишала со бојната секера. Само видете како бешумно минуваат покрај сувите гранчиња. Единствениот звук што се слуша е нивното малку потешко дишење. Факт е дека сите се малку дебели по тешкото гнетење, но со време тоа полека ќе отиде. А во овој момент сепак од тоа им се зајакнува најголемата опасност. Црвенокоштите исчезнуваат како што дојдоа, како сенки, и навргу на нивно место доаѓаат зверовите. Силна и шарена поворка, лавови, тигри, мечки, безбројни други мали диви зверчиња што бегаат пред нив. Зашто на тој пријатен остров сите видови зверки, како и сите човекојаци, живеат заедно како рака на ракавица.
Сите се со исплазен јазик, изгладнети. А кога сите тие поминаа, се појавува и последниот лик. Джиновскиот крокодил. Набргу ќе видиме кого бара. Поминува и крокодилот, а набргу повторно се појавуваат децата. Зашто поворката треба бесконечно да продолжува се додека една дружина не запре или не го забрза чекорот. Тогаш сите брзо ќе се натрупаат едни преку други. Сите демнеат пред себе со остар поглед, но никој од нив не се сомнева дека опасност им е за петици. Тоа зборува колку е автентичен островот. Од тој подвижен круг први испаѓаат децата. Се фрлаат врз сувите лисја, недалеку од својот подземен дом. Сакам Петар да се врати, нервозно велеле секој од нив, иако по висина, а уште повеќе по ширина сите биле поголеми од својот капетан. Само јас не се плашам од гусарите, рекол Свирко со својот надмен тон, поради што не бил омилен. Но тогаш бил вознемирен од некој далечен звук, па брзо додал: сепак би сакал што побрзо да се врати и да ни каже дали има новости за Пепелашка. Тогаш почнале да разговараат за Пепелашка, па Штрбавиот изјавил како е убеден дека неговата мајка многу личела на неа. Само кога Петар бил отсутен, смееле да зборуваат за своите мајки, зашто тој им забранувал тоа што сметал дека тоа е глупаво. Се што се сеќавам за мајка ми, велел Веселко, е дека често му велеше на татко ми: о, колку би сакала да имам своја чековна книшка. Јас не знам што е тоа чековна книшка, но би сакал да можам да ја дава. Додека така зборувале, во далечината се слушнал некаков звук. Вие или јас, ние не сме шумски суштества. Ништо нема да слушнеме, но тие слушнале. Тоа било страшна песна. Охој, охој, пиратски живот тој, знаеме со черепи две коски во весел час, конопот на врат, на морската шир сме готови ние хој. И одеднаш, изгубените деца, па каде се? Не се веќе тука. Ни зајаци не би исчезнале толку брзо. Ке ви кажам каде се сега. Со исклучок на Веселко, кој се стрчал во извидницата. Сите веќе биле во својот дом, подземја, во прекрасното живеалиште кое наскоро ќе можеме да го разгледаме. Но како влегле таму? Зашто никаде не се гледа никаков лес, па дури ни куп гранки под кои ако ги тргнеме, ќе откриеме влез од пештера. Меѓутоа, ако погледнете малку повнимателно, ќе забележите 7 големи дрвја и во шуплината на секое дрвјо ќе видите дупка доволно голема да се провне дете. Тоа се 7 влезови во подземниот дом што Кука веќе толку време залудно ги бара. Дали ќе ги открие оваа ноќ? Кога се приближиле гусарите, брзото око на Звездан ги забележало Веселко како исчезнува во шумата и во еден миг пиштолот му светна. Железната Кука го зграпчила за рамото. Пушти ме, капетане, викал, извивајќи се. Сега прв пат го слушаме гласот на Кука. Тоа е црн глас. Првин тргни го пиштолот, рекол заканувајќи се. Тоа е едно од оние деца што ги мразиш. Можам да те убијам на лице место. Аха, а звукот ќе го привлече црвенокоштите и тигрицата Лили. Сакаш да го изгубиш скалпот, а? А да појдам по него, капетане, прашал патетично Смит. И да го поскокнам со Џони Вајџеп? Тој е се што имал убаво име, па на својата куса сабја и дал име Џони Вајџеп, зашто во раната редовно ќе го завртал врвот. Би можеле патем да спомнеме уште многу симпатични бисери на Смит. Така, например, кога некој ќе го бил, ги бришал очилата, а не оружјето. Џони е многу мирно момче, го потсетил Кука. Не сега Сми, рекол Кука мрачно. Тоа е само еден, а јас би сакал да ги уништам сите 7. Растурете се на сите страни и барајте ги. Гусарите истрчале помеѓу дрвјата. И извесно време капетанот и Сми биле сами. Кука тешко воздивнал и не знам што му станало, може би поради тивката убавина на вечерта, па се до тој момент добил желба на својот верен офицер да му ја довери приказната за својот живот. Зборувал долго и искрено, но залудно. Сми бил многу глупав, не сваќал ама баш ништо. Одеднаш го слушнал името Петар. Најмногу од сите, рекол Кука со жар во очите, го мразам нивниот капетан Петар Пан. Тој ми ја исече раката. Заканувајќи се почнал да мафта со куката. Долго време чекам со кукава да се ракувам со него, ќе го раскинам. А сепак, рекол Сми, честопати сум те слушал како велиш дека куката вреди колку 20 раце. Мислам за чешање на косата и за други домашни работи. Аха,
одговорил капетанот. Да бев мајка, ќе се молев децата да ми се раѓаат со ова, а не со она, погледнал гордо кон својата железна рака, па презриво кон другата, па повторно се намордил. Петар ја фрли мојата дланка, рекол со гримаса на лицето, на еден крокодил што во тој миг минуваше. Често го забележувам, рекол Смит. Твој чуден страф од крокодили. Не од крокодили, рекол Кука, туку само од еден, па рекол Потивко. Нему, мојата рака Сми, толку му се допадна, што од тогаш постојано ме следи. Од море до море и од копно до копно, близнувајќи се за преостанатиот дел од моето тело. На известен начин, рекол Сми, тоа би можело да се свати како комплимент. Не ми се потребни такви комплименти, промрморил Кука гневно. И затоа го сакам Петар Пан, оној кој на тој ѕвер му го надразни желудецот. Седнал на една голема печурка, а гласот почнал да му трепери. Сми, рекол зарипнато. Тој крокодил веќе можеше да ме улови, но за среќа тој проголтал часовник што во него прави. Тик-так, така што кога ќе ми се доближи, и јас го слушам чукањето и бегам. Се насмеал, но некако шупливо. Но еден ден, рекол Сми, часовникот ќе престане да чука и тогаш си готов. Кука ги навлажни сувите уста. Аха, рекол, тоа најмногу се плашам. Седејќи така почувствувал чудна топлина. Сми, рекол, оваа печурка е многу топла. Рипнал да му се сневиди. И јас горам. И разгледувале печурката, по големина и по форма, непозната на островот. Се обиделе да ја откорнат и бидејќи била без корен, и му станал во раце. А што било уште почудно? Одеднаш почнал да се крева чат. Двајцата гусари се погледнале. Оджак, извикале во еден глас. И навистина, откриле оджак од подземен дом. Децата кои во близина се појавило непријател, оджакот обично го затворале со печурка. Не само што од него излекувал чат, туку и се слушали и детски гласови, зашто децата во своето скривалиште се чувствувале толку безбедно, што весело се бербореле. Гусарите налутало наслушнувале, па се вратиле и ја вратиле печурката на место. Се обзирнале наоколу и забележале дупки во 7 стебла. Ги слушнале и кога велеа дека Петар Пан не е дома, прошепоти Сми, поигрувајќи се со Џони Ванте. Кука потврдил намигнувајќи. Долго стоел така, изгубен во мислите, па кисела насмевка му го залила мурдавото лице. Сми само тоа го чекал. На сонце со твојот плед, капетане, извикал жолчно. Да се вратиме на бродот, полека процедил Кука низ зъби, па да испечеме едно големо вкусно колаче, многу дебело и да го наросиме со зелен шекер. Долу има само една соба, зашто има само еден оджак. Тие глупави кртови немале толку ум да видат дека за секоја просторија им треба одделна врата. И потоа се гледа дека немаат мајка. Колачето ќе го оставиме на брегот, од пагуната на сирените. Тие секогаш таму пливаат играјќи се со сирените. Ќе го пронетат и лакомо ќе го излапаат, зашто немаат мајка. Не знаат колку е опасно да се јаде врело и вкусно колаче. Па прснал во смеа. Не шуплива, туку од се срце. Аха, ќе умрат. Сми го слушнал со се поголемо воодушевување. Ова е незлобната и најубавата тактика што некогаш сум ја слушнал. Извикале двајцата и од радост почнале да танцуваат и да пеат. Охој, кога ќе ме видат, сите ги обзема страф и мак. Остануваат само голи коски кога се ракуваш со Кука. Почнале да пеат, но никогаш не ја довршиле песната, зашто од ненадеж се слушнал друг звук што ги замолча. На почетокот звукот бил толку тивок, што ако на него паднал луриски го скршал. Но колку повеќе се доближувал, станувал се појасен. Тик-так, тик-так. Кука стоел треперејки, со една нога крената во воздух. Крокодилот подготнал, па рипнал, а по него и неговиот прв офицер. Навистина, тоа бил крокодилот. Се размениле со црвенокоштите кои сега тргнале по трагата на другите гусари. Лиги му се цедале следејќи го Кука. Сега децата повторно излегле надвор. Но опасностите од ноќта уште не завршиле, зашто истиот час меѓу нив, без див, се втурнал Веселко со глутница волци за петиците. Страшно завивале со испласани јазици. Спасете ме, викал Веселко, фрлајќи се на земја. Но што да правиме? На Петар му ласкало што во тој страшен час сите мисли биле свртени кон него. Што би направил сега Петар? Извикале во еден глас. Рече си во еден здив додале. Петар би ги погледнал низнозе и тогаш
да го направиме тоа што би го направил и Петар. Тоа навистина било најуспешниот начин за одбрана од волци, па сите сложно се наведнале и ги прегледале низ нозете. Следниот момент бил навистина долг, но набрку дошла победата, зашто децата јурнале на кај нив во таа страшна положба, па волците си ги свиткале опашките и побегнале. Сега и Веселко се исправил на нозе, а другите помислиле дека неговите оджагарени очи уште ги гледаат волците, но тој не гледал волци. Видов нешто прекрасно, извика, а сите го обкружиле претворени во улу. Видов голема бела птица, лета на кај нас. Каква птица? Како мислиш? Не знам, одговорил Веселко стаписано. Но изгледа толку изморена, лета и тажи. Кутрата Венди. Кутрата Венди? Сега се сетив, рекол Свирко. Вчас има птица што се викаат Венди. Енеа, доаѓа, извикал кадравиот покажувајќи кон Венди на небото. Венди сега веќе била речиси точно над нив и јасно се слушале незиниот тажен плач. Но дотогаш многу појасно допрел продорниот глас на Звончица. Љубоморната самовила сега ја отфрлила маската на пријателство и од сите насоки напаѓала својата жртва, а при секој допир силно ќе ја штипнела. Здраво, Звончица, извикале децата на кои ништо не им било јасно. Одекнал незиниот одговор. Петар ви порачува да ја застрелате. Тие обично не размислувале за наредбите на Петар. Да го направиме тоа што го сака Петар, извикале наивните деца. Брзо, лакови стрели. Сите освен Штрбавиот рипнале со своите стебла. Единствено тој имал лаки стрела. Звончица го забележала тоа и почнала да ги трие раците. Брзо, Штрбавко, брзо, вреснала. Петар ќе биде многу задоволен. Штрбавиот возбудено ја ставил стрелата во лакот. Звончица, тргни ми се од патот, викнал и гаѓал, и Венди паднала на земја со стрелата во градите.